Случајот платено убиство во Ореше по петти пат се врати на повторно судење во судот во Велес. Ѓорѓе Петровски, кој се сомничи дека го нарачил убиството, и браќата Ордан и Љупчо Ѓоргиевски, осомничени дека го извршиле убиството, седнаа во обвинителни клупи. Во своето излагање на рочиштето, тројцата обвинети останаа на претходно дадените изкази. Само еден од браќата Ѓоргиевски побара обвинителството да не го крие вистинскиот убиец. И неговиот адвокат смета дека самите упатства на апелациониот суд кој го врати предметот на повторно судење говорат за немањето докази дека неговите клиенти го извршиле кривичното дело. Значи, кажува дека, буквално преведено, дека не постои ниту еден доказ со кој може да се докаже присуство на браќата на лице место. Значи, дека воопшто биле присутни, камоли дека го сториле кривичното дело. Друго, кажува дека сите искази на сведоците одат во корист на обвинетите и дека Ацо Милошевски е контрадикторен као оштетен во своите изјави. Тоа е тоа. Значи, судот буквално му даде напатствина првостепениот суд да ги преоцени сите докази и да не го тера предметот рекла казала. На почетокот на судењето, синот на убиениот старец рече дека не знае кој го убил неговиот татко. Вели е сигурен дека убиството го нарачал Петровски. Апелација побара анализа на сведочењето на Златко Арсовски, проверка на наводите дека му биле упатувани закани и уцени и дека претходните изјави му биле наметнати. Вака, овој предмет е значаен за оние луѓе кои не излегло пред лицето на правдата, а мувале и мучкале со предметот, особено со Институтот за заштитени сведоци. Заштитениот сведок се покажа дека е лажен, сам излезе од програмата и сам соопшти. А за тоа треба да понесе одговорност тој што го штител во почетокот, грдни пари се потрошени и буквално наместен во предметот. Според обвинението, 71-годишниот Лазо Милошовски од Ореше бил убиен од страна на браќата Ѓоргиевски на 2 декември 2005 година, а убиството го нарачал Ѓоре Петровски, кој тогаш живеел во Соединетите Американски држави. За случајот платено убиство во Ореше, судијата кој претходно го водеше процесот, јавниот обвинител адвокати, добија затворски казни од 1 до 5,5 години за несовесно работење и подкуп.